Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепермил, него па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е, да. Добре дојдовте во уште една епизода од теленовелата Еден на еден, заедно со човекот кој 100% точно ги свири таблатурите на Сатријани, нормално успорено, Жарко Димитриевски. Yes! Сега требаше. Нема везе. Знаеш зашто нема везе? Бидејќи убав ден. Знаете ли кој ден е денес? Кој датум сме? 21 февруари, токму така. Ме интересира дали иста би била приказната ако Снежана била со 7 принца, а ја барала џуџи. Не знам. Первезно. Многу во дете бев кога бев мал, после отворија Макдоналдс. Среќа го затворија, па сега сум шланг. Знам само дека ќе бидам многу дебел, значи си се гледам од сега во иднина. Знам дека како пензионер ќе бидам многу дебел. Само го чекам денот кога ќе отидам на доктор и ќе ми кажат колку крв имам у холестеролот. Само го чекам. Знам што ќе јадам. Ќе јадам фамилиарни пици. Сам. И знаете зошто? Тоа не е фамилиарна, прво да се разберем. У најмала рака е семејна пица, тоа не е фамилиарна пица. Значи, која е таа фамилија по која што е скроена количинава за фамилиарна пица? Маш и жена, ама анорексични? Тоа е! И родниниве други се замислени нешто? Таа има семе внатре. Што има? Семе. Какво? Тоа човек. Можда. Читам на Facebook, кај Мелита на 43-ти профил, или 41-ти, не знам сега, вика, кучето било најдобар пријател на човекот. Како не било најдобар пријател на човекот? Врска нема. Ја имам куче. Еве, ја имам куче и од своја рака ви кажувам, не. Прво, никогаш не ми дало пари на заем. Никогаш, прво. Второ, кога играме шах и го водам 3-2, се нервира и ја растура таблата. И трето и најбитно, никогаш не ме слуша кога му се жалам, а некогаш ако е два и ме изслуша, одма оди кај комшиите и лае се што сум кажал. Одма лае по комшиите. Исус како пополнува документи? Шо пре? Име? Исус. Презиме? Христос. Татково име? Господ. Матичен број? Сите нули му се матичен број. Се нули. И најромантично од се му е адресата. Адреса пишува во сите ваши срца. Денеска имаме гостин од политичката фела во Македонија. Може би тој звони. Ало? Ало? Да? Овде математика за 8 оделение. Кој? Математика за 8 оделение. Кој? Математика за 8 одделение. Ништо не те разбирам. Знам дека не разбираш, затоа водиш емисии. Да? Еј, Еј, ај почеше ме малце. што? Ќе ме почешеш малце? Кој е тоа? Ај почеше ме. Кој си бе ти? Твојата коса на телефон. О, Ета. Шо фино. Ево. Доста е? Уште малце. Кај се? Супер. Тука? Да. Доста е, така? Добро, да. Така. Шо бреш бе ти, одамна не си сјавил? Еве си паѓам. Ај. Да. Ало. Што е бе, спасе? Отите заебават сите. Ало.
Да. Ало, Ало. Еј, емисија? да. Со публика? Еден на еден, да. Имам другар таму исто. Ајде ми, само да Ајде. го даш. Ајде ми. Нема. Се презива по пуши. Ајде ми по... Денеска Васко е тоа е еден на еден. Поздрав, љубители на генгста чај рапот. Овде сме со најдобриот фристайл на рапер Пеше. И сега ќе му даваме нова загадка. Чајот нане ти е добро за апетит и за како лек за респираторни органи, за да немаш мани. Спремен? За на апетитот подобро да му стане. Се разбира, има едно решение. Се вика чајот нане, не се пара, се пие. Ко што на слава не се кани, нема подобар лек за респираторни органи. Читајте нашата еден на еден страница во Теа Модерна, информирате се за дневните настани од Нова Македонија и секако ако сте гладни направете си ужина со ПКБ-ско. Мојот гостин го бие глас дека дури Чак Норис пред него кјути и не може да доврши реченица. Но ако случајно ти што си сега пред мали текран мислиш дека ти си мојот гостин, сега јас ќе кажам 3 работи по кои што знаеш дека си мојот следен гостин. Да, одиме Бозо. Работа број 1. Имаш двоцифрен број на луѓе кои ти станале од интервју. Тоа е број 1. Одиме број 2. Од корисничка подршка не можат да ти помогнат, зашто сепак треба да ги слушаш до крај. Број 3. Дури и духот на Јосип Broz ти има прекинато интервју. Мојот гостин, Васко Ефтов! Тако си Васе, ајде, повели. Седи, ај од кратката варијанта. Многу ми е кеф што доаѓаш во емисија, ова ти ако сакаш чајче да си пиеш нели на друго да се освежиш. Многу ми е кеф што си тука, одамна се договараме. Да. Да дојдеш, ама се некако си на пат, натаму во Чернобил си, во не знам каде, во Грузија си така е. И конечно еве се најдовме. Кажи ми, прво да знаат сите дека снимаме многу однапред, пошто таква ни е политичкава ситуација, ден за ден не се знае што се случува, така да ако сме стари со муабетиве, тоа е, што да правиме. Не можеме да предвидуваме, дури Васко Ефтов не може да предвиди. Види, кажав 50 зборови без да ме прекинеш, ова дали е најмногу што некој остава? Не, дома ми рекоа, ќе одиш тамо, ќе бидеш мирен, ќе ќутиш, немој да се караш. Така. Немој да се караш. Ова е друго. Да, друго ова. Посебно внуките рекоа, Чичо, немој тамо, у оделение го гледаат жаре, така да бидеш културен, фин и немој опште да се караш. И така да јас тоа го поштувам и Така. дојдов се на добра намера. Океј, и јас сум да ти кажам. Да. Ај за твоите почетоци. Не знам колку луѓе. Само секунда. Ајде. Само секунда, некој ме бара. Да не те слушаат. Министерката Јанкуловска. Добро вечер. Министерке тука со жаре. Еден, да. Да. Филмот со Хју Грант, да, го најдов. Ке ви го донесам. Да завршиме само со жаре, го носам. Добро. Се гледаме, чао. Океј. Се извинувам. Ништо. Министерката. Васе, немој да ме потиш така, бе, Васе. Миса, види, не беше она, значи, знаела дека доаѓам. Изгледа. Јас на бензинска ко прашав каде е таму и она слушнале тука и што да правиме. Така. Али тоа е добро, знаеш, жаре, бидејќи знаат кај си. Знаат Не кај можеш си. да се изгубиш. Така е. Не да Боже ако се изгубиш. Да, кај да појдеш, они ќе те најдат. Шо викаш? Видиш, полесно, значи можеш куфер да изгубиш. Абе има и некој на него најдо. аеродроми, например, него ние вака сега. Да. Да. Иако имаше таму проблем, да речеме синдикално. почна работа, Да. Синдикално се организира у полиција и вика него не го прислушкуваме, не можеме да го симниме. Многу работа треба, знаеш, 3 смени да работат. Пошто јас за 5 минути треба толку материјал да направам. Сакам за твоите почетоци, бидејќи не знам колку луѓе знаат, знаеш, сега има и нови генерации, твои фанови, да речеме, меѓу кои сум еве ја екипава, сме доста те гледаме секогаш. Интересна работа е дека ти твоите почетоци ги имаш направени така со еден многу јак старт, зборам новинарски почетоци, со интервјуа со луѓе како Киро Клјусев, Бранко Црвенковски. Да. Од кај така млад, колку си имал, 20 на години? 20 и нешто години. Од кај така да стигнеш со тогаш
Буквално Знаеш, председател, премиер. Тогаш и ги учиш работите. Генерално. Ко помнати ти гледат низ прсти, например. Ке ти кажаме на работа која не сум ја кажал, некаде 93-та година. За како човек ги учи работите генерално. 93-та година, мислам дека една модна ревија на женски долни алишта, не се сеќам како си каше марката, да не премине реклами, и тоа во оние нивни салони тамо. И се седнат, јас су прв ред, нели млад, 23-4 години, пубаво да гледаш, до мене Перо Гошев седнат. Перо Гошев? Перо Гошев, да. И од кај да знам, Нипнова Македонија тогаш е во војна со Перо Гошев. Ајде, а ти работиш таму? Да, и лошо уствари го фатиле Перо Гошев и на сите слики кај што е Перо Гошев сум јас. Насловна страна во вечер треба да оди Перо Гошев мањак, пошто гледа жени на модна ревија, нели? Но не можат мене да ме тргнат, тогаш немаше фотошопови. Така да тоа е првата лекција. Дека треба да пазиш кај седиш, до кого седиш, да, и каде гледаш. Ова е поинтересно од интервјуата, знаеш. Да, добро. Што ќе ти кажам за интервјуата? Ама не, супер почетоци, сакам да кажам, ала нека ти е. После тие почетоци почна да отвараш многу афери. Да. Лично ти. Така е. Например, малку знаат дека тат како афера, Васко Ефтов ја има прв објавено. Прв откриено, а не објавено. Така? Да, прв откриено, а не објавено. Тоаш бев во еден телевизија уредник. Добро. Ја откриваме аферата, се не сеќам точно дали Таке Фити имаше кажано или дали, мислам или Гligor Бишев, тоаш беше вице-гувернер на Народна банка. Прво осомничен на Томе Неновски, кој се о кумовски врски со Гligor Бишев, меѓутоа знаете у македонската и српската историја кумоите обично им го забиват ножот у грб на кумоите. Така испаѓа? Да, од прилика. И сега ние слушаме таа афера, све е наместено, све е направено, има посебни бизнис вести, у мое време воведов мој еден посебни бизнис вести. Јас си заминувам дома, Сабина Факич не ја чита веста. Како бе? Така, не ја чита веста. Одам А дома. договорена за да оди во вест? Све ставено, значи поминато на уреднички и така. Што се случило? Па не знам, веројатно си сплашија. Ние утре дента праќаме, пуштаме нешто кратко, меѓутоа дневник пред нас излезе. Први откриеме, дневник прв ја објавува. А, ти е криво? Не. Па малце да, Малку генерално. ти е, а? Малце да. За тоа- свети у принцип криво. Така. Да. Сепак не е само таа, си откривал и многу други, меѓу исто тие што се попознатите. Македонска банка, таа си ја објавил прв. 97. Овој пат ти си ја објавувач. 97. Македонска банка, смена на директорот на Комерцијална банка, Тиквеш, Свето Јаневски, значи од таа топ 10 олигархија, барем со едно 5-6 сум бил во сериозни конфликти. Така, овој ти е меѓу најголемите? Кој? Па е со Свето што кажеш. Тој беше може и најопасен. Зошто? Беше доста тензична работата. Да не добиваше закани. 3 тужби, од прилика премиерот Бучковски интервју даваше тогаш сите телевизии, нели, под негова контрола и така натаму. Чекам се, дај објасни ми психолошки што се случува. Објавуваш, така? Трга работа. Не си свесен у тој момент. Не си свесен што Не правиш? си свесен, си сам со компјутерот од прилика или сам така. си со лаптопот. Ти немаш представа како тоа ќе оди. Например, аферата со Тиквеш, јас мислев дека е лоша емисија. И вртев со кола низ градот. Сакаш да кажеш, не беше задоволен од тоа што си направи? Да, не бе задоволен. И вртев со кола низ градот, за да не стигнем дома. Меѓутоа беше Петровден, отварање на Охридско лето, значи тоа некаде 2005 година. Добро. Значи Охридско лето, еден дожд, едно невреме фати, немав кај да одам. И стигнав дома. И како стигаш дома, гледаш 15 пропуштени позиви, 30-40 Се за тоа. Све за тоа. И ти сваќаш дека нешто крупно више. Кога другиот ден почна тужбите да стигат, па е забранија репризата на емисијата преку Совет за радиодифузија, од тога сваќаш дека нешто крупно се направил. Почна да те фаќа страф од тие моменти? Од тие моменти усвари си одиш надвор од Скопје. Да. Да. Ти паметно. Ти кај отиде? Можеш да кажеш? Во Дојран. Каде? Во Дојран. Во Дојран. Во Дојран, да. Може да те најдат лесно? Па нели Аркан се криеше у Дојран, или така вика дека сите. Абе Аркан, Васко Ефтов, тие се. Да, така нели вика. Па и ден денес ме прашуваат дали сум го видел Аркан у Дојран. Да, да умрдаја таму илјачикот имало некој, да. И се ти пробаш да ми објасниш дека не е тоа така, знаеш дека го тепа Интерконтинентал, они не веруваат, знаете, македонскиот народ верува поише во некои приказни, во митови и се веду со тепат откажување на вистината бедија. Бидејќи тоа некоја закаравена слика која е направена, тешко се менува. Така е. Многу политичари, многу карактери различни, ти си правил интервјуа малтене со сите. Ај на брзинка вака некој психолошки фоторобот да ми направиш. Преку 3000 интервјуа. Преку 3000 интервјуа. Мене ме интересира овие големиве играчи, значи баш онака психолошки фоторобот направи ми, еве да почнеме од Киро. Икона на политиката. Многу тежок за интервју, бидејќи имаше многу силен нервен систем. Што значи тоа? Челичен? Тоа значи дека не може да го извлечеш од рамнотежа. Аха. Значи може да го извлечеш од рамнотежа. Значи не е Ванковска. Не.
Ни приближно, ни Так. приближно, Така. ни приближно. Да, А знаеше да се шегува вака Киро, Киро Гливаров? бидејќи го знаеме како многу Шампион. сериозен, така. шампион. Шампион, а? Шампион. Шампион. Ама бе? Апсолутно. Шампион. Добро, одиме понатаму. Ај Бранко. Ке Бранко треба да напаѓате у првите 5 минути 10 бидејќи има трема Аха. и да напаѓате кој ќе офати нервоза бидејќи е пушач. Тогаш дава пократки одговори. Ајде. Да. Чекај, до толку се анализираш, До озбилно? толку. Пред да одиш на интервју, кој е пушач, кој е? До све. Види, има разни пушачи. Бранко каков е? Бранко е од они онака екстра. Екстра пушач? Екстра пушач, да. Добро. Екстра пушач, да. Добро. Хајде понатаму. Сигуриевски, како си стоел? Па последен пат октомври 2000 година. Одавно. Да. Можеш да правиш фоторобот или некако више оддалечно време е тоа? Го прегазив ко поток. Го прегази? Прегазив ко поток. Амам бе? Да. Од тогаш не прифаќа. Од тогаш нема дојде? Да. Леле. Ај са 30 точно снимавме на бета ленти. Обично на 32-35 минути на бета ленти се менува, нели? И дури ми падна непријатно. Беше ептен стварно. Брутално интервјуто. Дури и тебе ти падна Да, непријатно. да, брутално. Дека потоп си го направил. Да, беше брутално интервјуто. Сега ако биде пример после 15 години, 14 колку и да се не е битно, што мислиш од прилика ќе се држи подобро? Добро, и сега е истрениран генерално. Или? Да, јас сум подобар исто. Одлично. Сакаш ли на приказна за Никола Груевски? Ајде. Ова може Чекај да само малце да си земам шамивчето. Да. Ај. Ова може да ја пуштиш, може да не ја пуштиш. Чекај да држам тогаш телефонот вака па. Ќе те тестирам. Ајде. На 3 јуни нели ја пуштам она за Никос Груевс, емисијата која е забранат. Добро. Да. И сега ќе ти кажам како иде целата перипетија. Имате некои сигнали у животот кои велат дека нешто не треба да направите. Аха. Генерално. Значи И на пример ова мене ми е сигнал сега да знаеш. Па ова може ти е сигнал Еве другаре. сега уште малце и да Господ да се појави. Али тоа ти е предизвик у кинеска, значи у кинеска она што се вика азбука, значи предизвик, знакот за предизвик, за страф и за успех е исти. А не сум знал. Да, прати малце кинеско, да. Фала ти. Да. И сега значи треба да го снимаме тоа е изборна кампања и сега треба интервјуто да заврши пред да почне изборната кампања. Добро. Нас грците 3 недели не ни даваат согласност да снимаме во Грција. Добро. Одиме еднаш, поминуваме граница и се треба да го чекаме човекот кој е од Битола, ама кој имаше претходно некои забрани за влез во Грција. Само извини моце, што не ме слушавте вака монолог која правев. Да. Тоа е Се авторитет, закјутеа сите и види. авторитет, тоа не е. Овој види Да. што свири човече. Бе- Ова е последната емисија 1 на 1. Да. Ако може малце бахтаха да. Да. Малце бах. Извини. И се ние проаѓаме значи граници, го чекаме човекот од Битола да не однесе до селото Крошоради. И у меѓувреме доаѓа некоја битолска ауди, 6 или 5 веќе не се сеќам што Добро. нека, ќе мора да се вратите на граница. И добро, ние се враќаме на граница, ни ударат печат дека не треба да влеземе во Грција. Чекаме 2 недели. Добиваме конечно дозвола да влеземе во Грција и некаде дозволата добиваме во среда, ние заминуваме во четврток на 2 јуни, петок 3 јуни, емисијата на 5 јуни се изборите и веќе станува изборен молк. Така. Доаѓаме до граница во Грција, да, односно на македонска страна, го даме пасошот, снимателот го земал пасошот на дедом, односно на таткото на сопругата. Не можеме да влезиме. Ја останувам на граница, тој се враќа и кај градско, сопругата му го носи неговиот пасош и ние влагаме во Грција. Едно дожливо време и стура, значи ништо. Тоа школото затворено, никој ништо не работи во Грција, тоа е еден така мрзлив народ, значи петок кога дојде нема шанса да, овој четврток после пладне да работи. 2,5 метри висока оградата и некако се пентариме тамо, се качуваме по тоа оградата. Доаѓаме, ја снимаме емисијата, ја пуштаме, на 8 минута се прекинува емисијата и завршува мојата соработка со Канал 5. Значи имало сигнали, ама не сум ги поштувал. Даде. Од тога жаре све поштам сигнал што ми доаѓа. Браво. Сега, например, коленото ме вртеше, мора да е добро ова со тебе, сигурно, чим коленото ме вртеше. Сега правиш работи, мислам сега, ти од секојаш си правил, ама сега некако те напаѓа дека правиш работи што се, демек Чернобил, Грузија, чуда, едно друго, демек не си локален. Како одговараш на тие што ти збора така? Јас бев еден од 23 прислушкувани новинари, Добро. 2001 година, значи бев прислушкуван и не ја тужев државата. А другите? Другите ја тужа, зема неколку илјади евра одштета. Јас, например, не ја тужев државата. Не ја Зошто? тужев-
Па веќе сметам дека кога ќе би влегле во тој филм, Добро. да се обседнуваш, дали те слушат, Добро. дали те следат, дали те пратат, ти всушност сам се инхибираш. Тогаш нема потреба да те следат и да те слушат. Аха, Тогаш ќе ќе си пос- пазиш самиот. Тогаш ќе постигнале својата цел, бидејќи тоа се вика јапонско следење. Значи јапонско следење што значи? Да седнеш овде у кафана Добро. и тамо ти се нацртат двајца или тројца гавази кои директно те гледат у очи и ти става до знаење дека те следат. На тој начин они пробаат нели психолошки да извршат притисок врз тебе. Или јасно ти става до знаење дека телефонот ти го слушат. И сед ти можеш тоа да го прифатиш, да играш таа утакмица. Ако таа утакмица ја играш како што сакат они, било која власт, нели, ја губиш таа утакмица. Јас одбрав тоа да го апсолутно абстрахирам, да не обрнувам внимание и да се терам работата. Но треба да биде интересно. Ви имате 15-20 луѓе кои се интересни, а имате телевизија, да, а имате телевизија која што има 20 емисии. Така. И се тоа се рециклира. Нема што тоа да биде интересно. Знаеш што само да прашам, си правил муабет со многу големи светски играчи, Да. а и со големи балкански играчи и со Да. големи македонски играчи. Ај направи ми некако паралела, што ги разликува овие со овие? Видите, овие балканските играчи се играчи од голем формат. Значи, тие се играчи од голем формат, значи ја гледат крупната слика. Кај тие играчи, значи е многу важно вие да изиграте крупната слика, ве читат у првата минута, колку сте спремни, како сте спремни, Добро. колку знаете. Значи тама нема сентимент, тама нема емоции. Значи директно ги кажат Збори работите. за балканските. Апсолутно и подобро и за светските, ама зборам за овие балкански кои изиграле крупни утакмици. Но сакаш да кажеш не во светски. македонските. Да, македонците се друга приказна. По-просто ли ги разбираат А родите? не, Како? се ова држава, значи сепак ги прави првите чекори на независноста после 90-91 година. Значи вие треба да создадите една елита, една класа. Дај ми прост пример. Кај го гледаш конкретна разлика? Кажи ми, тој таму вака реагира, тој овде Еве, вака. на пример, сега нели снимаме, емисијата ќе оди за колку 10 дена. Така. Се објави информација дека 9 македонци имат во швајцарска банка 160 милиони долари на сметки. Немате човек кој тоа може да го прашате. Таму, а? Не, тука немате. А тука? Тамо ќе најдете. Портпарол или било што. Тука нема да најдете кој тоа може да ви го објасни. Тоа е проблемот у Македонија. Onda треба да дојдете, не знам, у Белград или у Загреб, може би у Софија, тамо да ви дадат одредено објаснување, ама тоа е срамота. Не можете за македонски работи да барате објаснување на друго место. Така. Кажи ми за македонски Watergate и знаеме, за македонски Енрони исто знаеме во малечка овакво. Има ли македонски Кенеди некој? Има ли некој така најголем љубовџија на македонска политичка сцена? Веројатно има. Според тебе има, имаш да. информации кој би можел тој да биде или не? И да имам тоа, не. А? И да имам, не би го кажа. Така? Да, да. Добро, добро. Тоа е жаре приватен живот. Така. Јас само еднаш имав направена грешка за приватен живот. Тоа е значи емисијата 2006 година после падот на владата на Бучковски. Тоаш Бучковски ја губи премиерската функција, губи лидерската функција во СДСМ Добро. и влага во процес на развод. Првото прашање е брутално како влагам во интервјуто, велам како успеевте во еден месец да изгубите премиерска функција, лидерска функција и да си го растурите бракот. Тоа не е добро. Како ти реагираше? Скршен беше, мислам, после можете што сакате. Се реши да го прашате кај крадел код дете ќе ви каже. Ај. Сакаш да кажеш од оваа дистанца дека се каеш? Па, сега, бидејќи му виси тој затвор на глава и сериозно се каја. Да. Така. Мислам од еден човечки аспект. Но тоа не значи дека следниот пат нема да опрашам. Така. Види, можел да стане. Многу луѓе ти станале. Стана едно 15-тина, да. Да. На пример, што се случува кога ќе ти стане некој? Има се интересни ситуации, на пример. Јас во таа ситуација сум мртов ладен. Ти? Па добро, се у 90% ти претпоставуваш кој ќе стане на интервју. Сериозно? Да. Мислам Точно. точно. Сакаш да кажеш дека знаеш кој ќе ти стане? Од прилика. Им кажувам на камерманите, они се спремни. Ајде. Ти ако приметош, они се спремни, они швенкува, значи како излага прават и така натаму. Прашање дали сакам све да пуштам. Како знаеш, пример? А осеќаш? Ја како се говорни? Ќе ти станам одма? Не. Не. Не, ти ќе пробаш да ме одоброволиш во прашањето. Па кога ќе видиш, не можеш? Да, тогаш да. Ќе јас дублеш. Мајка Бежања никад не ја плакала. Така. Да. Кажи ми. Конкретно, Ванковска станува, тоа е најтазе. Да. И што правите после? Она се заминува. И вика, јас си одам, а викам, чекате, кај вас у канцеларија сме. Немам како врата да затворам. Вратете се, викам. Вратете се. Да затворите врата, немам како, ќе ви украдат нешто, јас треба да сум одговорен за тоа. Со Бакир Изетбеговиќ, у Босна. Босна е малце. Председател? Да. Босна е малце шкаклива работа, муџахедини и сили така натаму. Имаат силни служби тајни. Добро. Кои се истренирани низ војна. Сите служби кои се тренирани низ војна се
опасни служби. Така. Бидејќи не се тренирани во мирнодопски услови. Така. И сега таму е едно тврдо интервју, кај што го прашувам пари, Виена и така натаму. И он е толку разочаран, толку нервозен, завршува интервјуто, неки не се поздравим, ама чекате да се сликаме за Facebook да стаме една слика. Мамо, ништо човекот излезе таму. Преварант еден пат ти требаше вака да ме прашаш, ти требаше онака, па да имаш... А ти си таму? Таму у Сараево. И чекай малку. Па поентата е таму да на гостински терен, нели? Точно. Реал Мадрид победува на гостински терен, дома. Божидар Димитров ти стана... Божидар Димитров стана, да. Еви сак, например, на интернет може да се види снимката со Божидар Димитров. Он станува шета, коранет, лав, јас таму го вртам на кафено. Сркам кафено, каме седни човече што се нервираш, дај ке продолжим и така. Леле, се чекај, знаеш што ме интересира? Кажи. Босна е опасно, не знам, знаеш, секаде е опасно кога си на гостински терен што викаш ти. И се ти им го правиш ова, ги вадиш тотално од так, стига председател на федерација да ти се дери и да ти вика преварант, па не ти е малку страф, како ќе се вратам дома, човече, јас сум у Сараево, не сум у Скопје. И се ако ти е страф, ке се... Чекамо, те следи некој од после, стануваш посомнителен, Во персона нон грата, не дека ќе те... Во Грција, например, да. Значи, во Грција е тоа, значи, вообичаена процедура. Влагате на граничен премин, поопасно е на Битола, помалку опасно е на Гевгелија, но сепак влагате на граничен премин, но ни случајно нешто ве задржуваат, останувате на страна и после кога нема проблем, продолжувате и гледате кола дека ве следи. Ние требаше да снимаме во едно село во Костурско. Таму меѓутоа влагаме, тоа е Божик, влагаме преку Пела, кај што е, не знам, Александар Македонски, кај што Крсте Петков Мисирков, па тука нешто снимаме, ни се дупна гумата, не фатин. Нокно време и се треба да има она село кое е близу до Костур, некаде околу 22-23 часот навечер и гледате кола. А нешто залутаме преку некоја планина, одиме таму, кола ве следи, снимателите испаничени, нема такво искуство до тогаш. Сега стварно е непријатно, вие брзате нешто 120-130 на сат по оној планински пат, а он ве следи, ви доаѓа значи на 5 метри, значи непријатна е ситуацијата. Цело време дека снимате они се таму, значи тоа е она јапонски што го веламе. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалој, Скопје. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Тоа е тоа. 100% Гуте фрухте. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Тоа е тоа. 100% Гуте фрухте. Да. Чекај, странци идат. Гутенабе, во е камени мост? Ај, како не знаеш, проведеш Министерство за култура, оттекјано е лево, стигаш оној кружен тек, Майкл Джексон, фашташ право, одма си таму, голем знак има, ти пише, бум, камени мост, на Турлик, 100% ќе го најдеш. Шо? Не биди неточен. Пробај швајцарски точно 100% сочно. Новиот Гуте фрухте 100%. Кажи ми, дали на вистина Тимо Стајано, камерман среде Русија, ама не во безбеден некој дел, него во каде? Во Сочи? Во Сочи. Сочи е на граница со Грузија. Со Грузија? Да. И тоа веќе не е грузиска територија, тука е Абхазија. Што значи тоа? Тоа е се отприлика, како да ја кажам, ко Северно Косово. Отприлика. Недефинирана територија, опасно, не се знае што може да се случи. Недефинирана територија, значи окупирана од проруски сили, добро, призната од Русија, но не е призната од останатиот дел на светот. И што се случи? Како тоа става камерманов? Де факто треба да е грузиска овој територија, но не е грузиска територија. И се ние одиме, четворица сме, едно кинеско тамо џипче беше или што ли беше. Значи, да, бубрезите не испадна. Значи, трнавме од Скопје, па преку Крајна, па стигнавме тамо, треба после Арменија да се вратиме. Да, па сум кон на оние Сулеман величествението походите што се. И се стигаме тамо
И вика, вие тројца поминете преку граница, ние поминуваме преку граница, значи Сонја, едниот снимател, јас поминуваме. Сопругата Сонја? Да, сега сопругата, тогаш соработничка. Па види сад, тоа не се греши со И девојки си носел по пати. Ма што да правиш, жаре, види, тежок живот морам да. А нешто не им даеш на камерманите со девојка. Оскудација, Сочи е скап град, знаеш. Сочи е скап град. Така. И ние поминуваме тамо и доаѓа камерманот, вика, нас не пуштаат со колата. Како не ме пуштаат со колата? Значи тоа кинеско тамо чудо го третирале како товарно возило. Тој не бил меѓународен граничен премин, туку и затоа не можело товарно возило со АТА карнет за опремата да помине. А ние имаме една виза за влез и излез од Русија. Ние излагаме од руска територија. Пешки одите? До 20 метри. Како заев што одел? Од прилика пешки, да. Чекај, шала на страна. Пешки одите ти, сопругата сегашна и уште некој. Само ние со кинеско, не со ауди, знаеш, и има некоја разлика и се ние поминуваме од таа страна, ни дарат печат, значи све поминуваме. Така, поминато влезе. Поминато. Него не го пуштат. Така. Него не го пуштат, ние не можеме се вратиме назад. Пошто више удрена виза, да. Држ, не дај нешто, молиме, правиме амбасада, ни ударат привремена виза. И sad treba da objasnim, znači ovdje je Kafkazot i sa Kafkazot вие да го поминете ви треба едно 1200 км. Ние пробуваме, бидејќи на Google Maps ни дава дека има 3 прелази од Сочи преку Кавказ да излезете од другата страна. Значи, ние одиме тамо, 3 прелази, односно 3 патишни наоѓаме, доаѓаме до одредено место и тука има карпи разрушено. Значи, не може да се оди. Не може да се оди. Тргаме да одиме и се треба да поминеме преку Чеченија, преку Влади Кавказ. Се испаничуваат снимателите. Преку Чеченија? Преку Чеченија. Тоа е, треба тамо да се оди доле, преку Чеченија, преку Влади Кавказ, они се испаничуваат. Јас се пробам да ги стресам, бидејќи тука не помага мирно убедување, знаете. Помага или има стрес тест или не одиш тамо во Грузија и во... Ама си ти све со психологија. Да. И јас си викам оставите ме овде и они ме оставаат тамо. И они ме оставаат тамо. И сега тоа 11 и нешто навечер по руско време останувате вие во Сочи, нема што да правите. Сочи граничи со Грузија, ерменската и грузиската мафија се најопасни во Русија. Добро. Се најопасни во Русија. А ти си таму, дома си. Тамо си дома, им си влезен си. Удневна седиш. Удневна седиш. Си се раскомотил се. Да. Уште со жена, Да, со жена. И ништо си замина. Ајде, ние у 11 по нешто најдовме некој хотелче. Во тој момент, значи во тој период, тие 1 или 2 дена, Русија праќа некое оружје за Сирија. Добро. Турција го спушта рускиот авион и има конфликт на тоа небо тамо помеѓу Русија, односно има тензија. Добро. И се не можете авион да најдете од Сочи. Сите летови забранети. Сите летови не се забранети, но редуцирани. Така. А се ние треба да стигнеме до Истанбул, од Истанбул да стигнеме до Скопје. 2 дена дремевме тамо. Значи нема камче тамо на оние плажи у Сочи што него видов, што него шутна, значи 2 дена нема што да правите. Се градеше тогаш. Беше, значи, пола година. Со право ли ти се лутил камеранот во смисла, бе, не ти одам во Чеченија или што сака да го види? Толку ли е? Автопатиштата се безбедни генерално. Значи, автопатиштата се безбедни. Еден на 100 киднапираат? Не, 1 на милион. Види, они не киднапираат, жаре. Терористи не киднапираат. Терористи убиват не за да убијат, туку да направат медиумска слика. Значи, терорист, значи, он не доаѓа тука тихо да те убие. Он доаѓа и те убива со галама, знаеш. Така. Него му треба камери, она и така натаму. Значи не е тоа обично са дошол некоја будала па те скинал. Така. Значи терорист сака да направи спектакл. Така. А што таму Чеченија ќе направи спектакл? Потаму се гине, комуви гинат луѓе. Така. Кога сме кај стравот, ти беше страв кога отиде... Пази, ти беше у Чернобил, во реакторите влагаше таму се. Не ти беше страв? Не, направивме една смешка, камерманот еден се плашеше многу. И сега и викам на она што ни е ко водич, пошто чуден е Чернобил, пошто тој дел, значи патот води кон Чернобил и кон Белорусија. Или ќе застанете у Чернобил или у Белорусија ќе стигнете, сам може да видат. Са ние застануваме тамо, камерманот исплаше, значи блед крпа и викам една русинка, украинка, викам ти најди гајгаров број што ќе свири. И наоѓаат гајгаров број што е почна да свири, јас се исплашив, знаеш, генерално иако намешталика јас. Така. Деме радиација фучи. Радиација фучи, него вака му поминува по гардеробата, ој мртов, значи. Ама вика што да правам сега, ништо и ко болницу ќе донесиме, ќе те реактивираме и така натаму. Добар пренк. Да, мора малце на тие патување што ќе правиш. Како се добиваат дозволи, бидејќи сепак е тоа, нешто не само таму, ти си бил на многу историски места. Чернобил чини $300. Мислам дека $300 се плаќаше. Од прилика. Добро, зошто друг некој бе вас кон него прави тоа? Зошто друг некој не стига до, не знам, со Петрушич да прави 100 интервјуа со... Певе прават домашните ми.
А што јас не би правил домашна тема? Седам карше мене, Перо Гошев или било кој друг, нога карши нога, му поставам прашање, 2-3 заушки и имаш емисија. Так. Но то не те пресреќен. Да. Кој бил најбогат и најмоќен човек, двајца, а може би еден не знам, од странство вака со кој што си правил светски избор? Најбогат? Да. Нека биде и од Балкан, се едно. Значи кој бил најмоќен, а кој бил најбогат? Во Лугано. А се сеќам на тоа за швајцарските. Да, него го смета за творец на тоа офшор чудо во Лугано. Он го креирал. Он го креира. Ама тој беше многу некако мирен, сталожен господин, така. Добро. А што треба да прави? Па добро. Има пари. Да стане да си отиде со тебе, што да направи? Нема што ќе. Во ОПЕК на пример. Во ОПЕК со овие од Саудиска Арабија арапите. Тие тежат, значи жаре, они можат едно 15 телевизии кова да направат, ама онака за доручек парите што ги трошат. Така. Таму се осеќа мокте, се осеќа парите, се осеќа тоа. И уште ти е кејф кога ќе влезеш во некоја таква конференцијска сала, некоја, уште ти е онака малку да сет. Да. На пример, јас не можам да го прежалам Горбачов. Горбачов го платив 2 или 3 илјади долари. Значи интервјуто со него го платив 2 или 3 илјади долари. Чекај, тоа е бизнис, сакаш да ми кажеш? Да, у Русија е бизнис, на други места не. У Русија е бизнис. Значи плаќате 2 или 3 илјади долари, имате балканска ексклузива, никој го нема тоа добиено. Тогаш ги направи оние терористички акции и во руското метро, и во театарот и така натаму, и ги засилуваат мерките за безбедност. Ние ги добиваме визите, значи преку наше министерство, подпишува министерот за надвор, мислам Илинка Митра беше, од руска амбасада, одиме таму, има 6 прстени, кај што треба да поминете ни се аеродромите, 5 прстени ги поминуваме, 6-тиот не застанат. Ни барат доказ за потекло на стоката, на камерите. Ние немаме доказ, имаме дека се наши, но немаме доказ потекло од кај се произведени, што се произведени и така. Бидејќи тоа не беше у спецификацијата, не беше помарано. Ни ги заплинија камерите, ни ги ставија под царински надзор, тоа е недела. Ние имаме во 12 сат во понеделник договорено со Горбачов. Камерите ги земе во 13 часот, само $2 плативме казна, значи ништо спектакуларно, казната никакво. Во Русија, значи, да поминете 5 километри 3 сати. Ние стигаме кај 15-16 часот до канцеларијата на Горбачов, тој си е заминат, парите отидоа, нема интервју. Интересно. Само јас сакам да прашам. Дали знае господинот Васко да свири на виолончел? Не знам. Ништо, си одам. Чао. Ништо, налоти. Не, ја напушта емисијата. Тие на Дапчевич ќе викнеме. Види, ја напушти емисијата. Пријатно, готово. Возо нека фати нека. Крај. Ти му најме за мене. Ја напушти емисијата. Кој беше 16-ти? 16-ти беше ова, Па можеш да го сметаш комотно како 16. Па ќе си го сметам, зашто? Ај ние да го земеме тркалото на 1 на 1 среќата, ако може. Треба да стане сега. Треба да стане. Стана се разлути, Да. Па јаче, сепак се врати. Не, сакав ја да се фалам дека сум отишол од сред емисија. Мораше да заклучиш канцеларијата. Забори дека сум кај тебе, да. Сега ќе му пуштиме нешто на Васко да ни го прокоментира, значи да видиме, тоа е еден скеч кој што ние го направивме не лани лани во 1 на 1 ми се чини беше. Тоа е фактички скечот наречен Во тангентата. Да, кога не ти дојдов прв пат во емисија, ти направи скеч после. Значи не ми дојде и си викам не ми идеш. Океј, ја ќе бидам Васко Ефтов и ова го направив. Тоа не знаев жаре дека толку сакаш да си Васко Ефтов, толку сакаш и ќе ти учиневме, ќе ти помогнавме. Пушти. Добрати вечер, Македонија. Каде и да си? Вие гледате новата епизода на Во тангентата. Јас сум Жарко Збревтов. Тука сме зашто и вие, и јас, ама вие не толку колку јас. Имате право да ја знаете вистината. Гостин вечерва е Медорафинерија Димовски. Која е вашата улога во аферата Пеликан? Кој? Како која? Сакате да кажете дека не сте во никаква афера? Ви се молам, ајде лажете како куче. Ама... Вие шверцувавте алат од Европската Унија во 2001 година за време на кризата. Еве, ајде кажете дека не е така. Кажете дека не е така. Ајде. Не знам. Не негирам дека шверцував алат. Станете и по рекламите да го проследите крајот на вечерашната емисија. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. 100%.
100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Тоа е тоа. 100% гутефрухте. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Тоа е тоа. 100% гутефрухте. Ете така. Шо мислиш? По е најдобро. Најдобро? Да, до сега, да. Од сите што се? Од сите, да. Ти се допаѓа, значи, да, па јас го постирав кај мене на клубот. Стварно? Да. Вас се Ти се каква зголеми чест. малку се гледаноста? Се зголеми? Се да. зголеми. Да. Вас е последно прашање пред да завршуваме. Зошто да останеме по рекламите? Од едноставна причина треба да има 20 минути. Добро. Значи според законот тама за аудиовизуелни услуги и така натаму, помеѓу еден и друг рекламен блок треба да има 20 минути време. Значи затоа. Така. Инаку треба да ја сецкам емисијата, јас ја пуштам, значи вториот А рекламен зошто блок. не си искрен и кажеш останете по емисијата, ама нема да има ништо, само реклами, има и Па крај. ја тоа им викам да ја одјавиме. Зошто не го кажеш тоа? Да ја одјавиме. Па демек заедно да ја одјавиме. А ти мислиш нешто онака, а? Слушај, имаме подароци од нашите заеднички пријатели Па Алкалоид. нели ми даде вчера Ова се уште подароци. Што направивте вие, мајко? Уште подароци од Алкалоид. Само ке вас криза нема одржава. Нема и од МПМ има и други работи, види чуда. Види, абе све има. Дами и господа, ова беше Васко Ефтов во 1 на 1. Како помина снимањето кај Жара? Супер. Не ми очекував да биде лошо. Те праша нешто незгодно? Не. Значи се е под контрола. Апсолутно. Кај сме, чак Норис не ме прашал, мене Жаре ке ме праша. Океј, фала ти.